Добро вечер. Второ издание на Дневникот на ТВМ. Продолжува тензичната состојба во Македонското собрание, која започна откако Талат Џафери беше избран за нов председател на Законодавниот дом. Демонстрантите од За заедничка Македонија го запоседнаа собранието. Групи луѓе, од кои дел со црни фантомки, влегуваа покрај слабото полициско присуство во пресалата каде новиот собраниски спикер даваше изјава за новинарите. Дојде до крвав инцидент при што дел од пратениците од парламентарното мнозинство, лидерот на СДС Зоран Заев, подпредседателот на партијата Дамјан Манчевски, Радмила Шекеринска, пратеникот од Алијансата за албанците Зијадин Села се повредени. Додека во Законодавниот дом се одвива хаос, амбасадорите повикаа насилството да запре, а полицијата да си ја преземе одговорноста и да го врати редот. Полициски специјалци со интервенција со шок бомби ги извлекуваат пратениците на СДСМ, Талат Џафери и Зијадин Села, кои беа заглавени во пресалата на собранието, во која упаднаа демонстранти од За заедничка Македонија. Во меѓувреме се зголемува полициското присуство во Законодавниот дом и не се дозволува нови групи на демонстранти да влегуваат во него. Председателот на СДСМ Зоран Заев, пратениците Радмила Шекеринска, Дамјан Манчевски и неколку други од СДСМ, пратеникот од Алијансата на албанците Зијадин Села се повредени. Дел од телевизиските камери го прикажаа Заев со раскрвавено чело. До крвавиот инцидент дојде за време на пресконференцијата на Заев и на пратеникот од ДУИ Талат Џафери, кого претходно парламентарното мнозинство го избра за председател на собранието. По завршувањето на пресконференцијата во салата упаднаа поголема група на луѓе, меѓу кои дел со фантомки. Новинарите и снимателите беа избркани, а на некои екипи им биле кршени микрофоните и одземени камерите. Демонстрантите велат дека ова сега е Народно собрание и дека тие нема да си одат од таму. Ја пеат химната, извекуваат Македонија и избори, а пеат песни со навредлива содржина за албанците. Како што минуваше времето, се зголемуваше бројот на демонстрантите кои слободно во групи влегуваа во собранието, а полициското присуство кое треба да се грижи за народните избраници и редот и безбедноста во Законодавниот дом беше изненадувачки мало. Пратеникот и лидер на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој не беше во собранието попладнево, се обрати на Фејсбук и кажа дека насилството не е решение. Амбасадорот на Шведска во Македонија, Мат Стефансон, го осуди насилството во собранието. Слушнавме вознемерувачки вести за настаните во собранието кои резултираа со насилство и со инциденти. Маскирани напаѓачи извршија напади врз избрани представници во собранието. Сега не е време за насилство, ова е време за диалог. Апелираме сите страни да се воздржат од потпалувачка реторика. Полицијата е одговорна за воведување на редот, рече Стефансон, зборувајќи во името на Европската унија и на САД. Тој изјавата ја даде во присуство на амбасадорите на Холандија и на Велика Британија во земјава, Ваутер Пломпи, Чарлс Гарет. Пратениците од парламентарното мнозинство претходно во тензична атмосфера со 62 гласа за го изгласаа Талат Џафери за председател на собранието, пошто демонстрантите од иницијативата За заедничка Македонија влегоа во собранието, додека пратениците од парламентарното мнозинство гласаа. Пратениците од ВМРО ДПМН извекуваа ова е пуч. Тие ја окупираа говорницата, па изборот на председателот се извршуваше на сред собраниска сала. Пратениците потоа му честитаа на Џафери за изборот за председател, пошто тој положи заклетва.